Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство на тема што се подразбира под самопочит и самољубов на родителот. Во текот на нашиот живот, голем дел го поминуваме во процесот на родителствување, така да во светот на родителствувањето секогаш ние тргнуваме, го бараме она што е најдобро за нашите деца, без разлика какви се нашите искуства со нив. И поради тоа, најбитно од се е родителот во тој однос да тргне од својата собствена вреднување, значи од самољубов спрема себе си, од самопочит спрема себе си, значи да си го почитува своето собствено достоинство прво, за да може да носи свесни одлуки во односот со своето дете. Значи, родителот треба да ја разбере вистинската улога на самиот, значи на самиот родител во односот со детето, кој што не значи дека во најголем дел овој процес подразбира сите активности кои што ги превземаме во односот со детето, туку тоа ги вклучува и сите оние работи кои што родителот ги прави за самиот себе си. Како ова да го објасниме подобро? Преку еден пример за една мајка која што била релативно млада мајка, по својата професија била логопед и која што е доста позната во Америка, прави туторијали за деца на YouTube и истовремено на својата Facebook страница споделила едно нејзино лично искуство како таа се нашла во еден момент во една состојба каде што кога одлучила да стане мајка со полно работно време, почнала да се губи себе си во односот со своето дете, затоа што на почетокот таа се нашла како ги задоволува сите потреби на своето дете и за на крајот да се почувствува до толку уморна, до толку празна, да не може да си ги почувствува, значи да ужива во искуствата со своето дете. И на крајот, кога требало да самата себе си да си побара време за да може да се ги врати своите собствени сили, да и се јави едно чувство на голема вина. Меѓутоа, сето тоа се сменило кога самата мајка решила да ја редефинира својата улога како родител во односот со своето дете, кога всушност решила да го смени пристапот во начинот на родителствувањето. И тоа се случило во моментот кога самата си рекла: добро, јас самата решив да станам мајка со полно работно време и од сега решавам да родителствувам со своето дете само спрема вистинските негови потреби. И тоа нема да го правам само заради тоа што го заслужува моето дете, туку заради тоа што во ист дел го заслужувам и јас. Што значи тоа? Значи тоа им укажува на родителите, значи кога родителствуваат во своите деца, секогаш да тргнуваат од својата автентичност, се повеќе да можат да навлегуваат во својата природност, затоа што родителствувањето не подразбира да го родителствуваш детето само заради него, туку подразбира во голем дел и како ние како родители се доживуваме во тој процес заедно со своето дете. Значи, што значи тоа? Родителот да не родителствува несвесно во смисла на тоа постојано да ги задоволува сите потреби на детето, туку да навлезе свесно во таа состојба, да го набљудува свесно своето дете и тек потоа, откако ќе види на вистина што му е потребно, да влезе во акција и на тој начин да обезбеди подеднакво простор за развој на самопочит и спрема детето и спрема себе си. Значи, тоа отприлика таа порака која што ова мајка млада, која што била извонредна мајка по својот карактер, тие туторијали многу биле прифатени во Америка за деца. Значи, како порака која што сакала на вистина да ни ја даде. Меѓутоа, зашто всушност станува овде збор? Овде станува збор пред се за самопочит на родителот. Значи, тоа е една област по која што
можеме да видиме многу ретко се зборува и која што во суштина има два сегменти. Тоа првиот сегмент е поставување на граници, а вториот сегмент подразбира препознавање и признавање и на позитивните и на негативните страни на родителот. Што значи тоа? Значи родителот да може да се прифати во својата целовитост, значи да си ги прифати своите добри страни, но и своите несовршени страни, наместо постојано да оди во совршеност и да бара да биде идеален родител. Направени се голем број на анализи во таа насока, во смисла на тоа што пратени се повеќе групи на родители на млади мајки, каде што се поставувале голем број на проблеми кои што ги имале младите мајки со своите деца. И установено е дека најголем број на прашања, значи 10 до 15 прашања во текот на една недела биле поставувани од страна на мајките во смисла на тоа како да можам да се прифатам себе си, бидејќи често пати знам дека неуспешно родителствам со своето дете, или пак како да се поврзам со своите несовршености, како да можам да се ги признам и да се ги прифатам своите мани и така натаму. Значи, кога родителите почнуваат вака да размислуваат за себе, кога почнуваат да се сомневаат во себе постојано, кога не се прифаќаат самите себе си, тие всушност и тргнуваат по еден пат во кој што постојано ги проектираат потребите да бидат совршени. Значи, потребата за постојано да се коригираат себе си во многу работи, во многу насоки, и која што всушност произлегува од едно многу длабоко чувство на страв, и тоа чувство на страв всушност овозможува една плодна почва за да почнат да растат голем број на комплекси кај родители, значи да почнат да се раѓаат голем број на родителски комплекси, како што е значи комплекс кај родителот за постојано да биде виден, постојано да биде супер продуктивен, постојано да препостигнува работи со своите деца, страф од неуспех кај родителот, значи како родител, комплекс дека не е доволно вреден за љубов, доволно добар и така натаму, наместо родителот да ја прифати вистината дека тој во суштина е доволно вреден и за љубов, само заради тоа, заради фактот што постои, заради фактот што е тој тука. И ништо повеќе. Значи, родителот да може да се поврзе со својата природност, затоа што ние сите всушност сме дел од самата природа. Ние сме поврзани со неа, само да излеземе надвор, да видиме, да ги погледнеме дрвјата, да ги погледнеме птиците, самите ќе видиме дека тие не бараат да бидат видени, не бараат да им се восхитуваме, не бараат да ги вреднуваме. Со самиот факт што постојат, тие се вреднувани, тие се видени, со самото тоа што постојат, такви какви што се, и тоа што го прават, значи тие се вреднувани. Тие вредат. Значи, свесното родителство токму ова сака да им го каже на родителите, значи постојано ги навраќа родителите на тоа. Самите во процесот на родителствувањето да можат да влезат во својата природност, да можат да се разберат својата природност, да можат да се слеат со неа. Значи да можат да научат да ја поседуваат својата природност, да ја почитуваат, да ја благословуваат, да бидат благодарни за тоа нешто, бидејќи кога ќе се поврзат со таа своја автентичност, едноставно тие можат да се поврзат тогаш со вистинската енергија, која што директно ги води кон божествената љубов. И чувствувајќи ја таа љубов за себе си, родителите тогаш можат да зрачат со својата вистинска светлина и да им ја пренесат како таква на своите деца. И кога се во таа состојба, родителите самите знаат кои се вистинските одговори кои што треба да им ги дадат на своите деца, значи во моментот кога родителствуваат со нив.
затоа што секогаш родителите тргнуваат во тие моменти кога се светли моменти, значи кога се чувствуваат голема љубов во себе си, спрема себе си, тие секогаш тргнуваат од место на своето срце. И тоа е едно длабоко место на љубов за себе. Значи, токму од тоа место, кога функционираат родителите, кога делуваат родителите, тие се такви какви што се на вистина. И што не значи дека секогаш, значи, дека ќе действуваме и ќе бидеме идеални родители со своите деца спрема своите деца, дека секогаш идеално ќе родителствуваме. Меѓутоа, сепак и тоа не значи дека помалку ќе бидеме поврзани со самите себе си, со таа длабока вкоренета љубов во нас. Значи, тоа нема нешто да ни ја отконе таа длабока љубов во нас. Значи, треба ние да се прифатиме дека како родители знаеме и често пати да не родителствуваме онака како што треба. Но таа длабока љубов во себе мора да си ја задржиме. Затоа што кога тргнуваме од нашето срце, ние сме такви какви што сме, спрема себе си, а и такви ќе бидеме и спрема нашите деца. Исто како и дрвијата. Значи, секогаш тие не стојат исправено, знаат да се наведат под налетот на бурите. И птиците знаат да се исплашат кога има бура, да се зацкријат некаде. И такви ние ќе бидеме некогаш како родители. Нема секогаш да бидеме идеални. Но ова е всушност и нашата вистинска мисија, како родители, да покажеме на поголема свесност и на микрониво, значи во рамките на своето семејство, преку тоа што имаме голема љубов спрема самите себе си, имаме длабока самопочит спрема самите себе си. Значи, ние развиваме свесноста во рамките на нашето семејство и потоа како индивидуи, значи, развиваме поголема свесност во пошироката околина. Значи, да замислиме на цела генерација на деца кои што ќе бидат родителствувани од страна на родители кои што имаат голема самопочит спрема себе си, имаат љубов, тргнуваат од место на своето срце, кога родителствуваат, веруваат во себе. Што се отвара? Се отвараат огромни патеки, ќе се создадат огромни патеки по кои што ќе можат да се движат деца, каде што во нив ќе има простор да се развие една голема емпатија. Деца во кои што ќе се создаваат чувство на вистинска отпорност, чувство на вистинска зајакнатост кај себе. Меѓутоа, доколку ние како родители постојано во врската со своите деца гледаме низ призмата на тоа дека не сме достојни за љубов, не сме вредни за почит, сето тоа децата ќе го восприемаат, без разлика ние што и да му кажуваме. Значи, децата првото нешто кое што ќе го видат кај нас се нашите невербални изразувања, нашето однесување, нашата енергија која што ја носиме во домот со нив. И тоа е она што точно ќе ги измоделира нашите деца. Нашите деца ќе бидат онакви какви што ние ќе ги измоделираме сами дома. И кога ова нешто родителите ќе го разберат, кога ќе разберат дека основната состојка за секогаш тргнува од нас за тоа детето да се чувствува безбедно, да се чувствува доволно сигурно, да се чувствува доволно сакано, да се чувствува доволно со самопочит. Најчесто родителите влегуваат во една разочараност и тогаш велат, па јас не сум успешен родител или не се чувствувам сега како успешен родител. Сум ја промашила целта како родител. Меѓутоа, свесното родителство упорно им укажува на родителите да не се чувствуваат така, да не влегуваат во разочараност. Значи, родителите не се губитници.
родителите не се неуспешни. Затоа што пред се родителствувањето не е надпревар и нашите деца не се пехари. Родителствувањето представува еден процес на учење, на животно учење. И затоа моментот во кој што родителот се наоѓа со своето дете, сегашниот момент, тоа е вистинскиот момент во каде што треба да биде всушност родителот. И ако во тој момент родителот со своето дете има некои чувства кои што не се убави, не се чувствува лагодно, има нешто кое што го мачи, значи тоа му кажува на родителот дека тоа е животот му кажува дека има лекција која што треба родителот да научи во животот, преку своето дете. Меѓутоа, ако родителот реши да се отвори спрема своето дете, за да може да разбере што е навистина тоа, тогаш ворете тоа да го направи. И ворете и родителот да не одлучи да се отвори спрема своето дете, ако не се чувствува доволно спремен во тој момент. Меѓутоа да разбери, да свати дека тие лекции постојано ќе се повторуваат додека ние како родители не решиме да се отвориме во односот со своите деца, за да можеме да ги решиме. Затоа што ако се отвориме, може да се случи да исцелиме одреден дел од нашиот живот, одреден аспект од нашиот живот. Во смисла на тоа да можеби ќе можеме преку некое сеќавање да ни дојде со цел да се поврземе со нашето ранливо дете од нашето детство и да разбереме зошто така се чувствувало. Може би било недоволно невидено, може би било недоволно слушнато, може би било недоволно разбрано. Или пак би можеле, например, во односот со своето дете да влеземе во една состојба на повисока свесност и самите да си го видиме на вистина она што какво е нашето дете во тој момент. Во тој момент да разберам на вистина што може би моето дете треба повеќе да го слушам, треба повеќе да го видам онакво какво што е. Може би треба нешто да направам за да се чувствува посигурно, побезбедно со мене. Но и во тие моменти кога сме отворени спрема нашите деца, не значи дека секогаш ќе дојдеме до вистинското решение за да можеме да го решиме тој проблем кој што го имаме, тој проблем кој што постојано ни е тригер. И тоа е во ред. Затоа што родителствувањето пред се е процес на учење. На доживотно учење. Кога се отвораме спрема децата, што значи тоа? Зошто е битно, велиме? Битно е затоа што влегуваме во една состојба на поголема љубопитност. Љубопитност спрема нив, зошто? За да можеме да ги разбереме зошто нашите деца така се однесуваат или зошто ние така се однесуваме во односот со нашите деца. Меѓутоа, пред се, за да можеме ние како родители да се слееме со нашата природност и нашата автентичност. Например, додека да ги видиме малите деца, значи како тие се однесуваат кога се мали, особено кога нешто прв пат му се случува, например на детето кое што е мало, кога прв пат ќе удри друго дете. И тоа кога ќе почне да плаче, детето кое што удира, значи првиот пат како реагира? Значи тоа реагира од место на љубопитност. Вели, значи што се случило со другото дете? Зошто другото дете плаче? Значи детето влегува во својата природност. И затоа велиме дека љубопитството е природна состојба на детето. Детето не во тој момент тоа не критикува, не се срами, не осудува, затоа што тоа е научено однесување. И токму свесното родителство ова го напомнува и му покажува на родителите
Значи да го прават она кој што го прават децата. Секогаш да влегуваат во една состојба на љубопитност, за да може да се поврзат со својата автентичност, да бидат што поприродни. Затоа што кога се поприродни родителите, значи можат да влезат во една состојба на поголемо сочувство спрема другите, на едно поголемо разбирање. И ова е нешто кое што е природно за самиот родител. Значи тој без многу напор може да влезе во таа состојба, само што ние како родители одамна сме ја заборавиле таа природност која што ја поседуваме, која што ја имаме. И не бара ништо повеќе отколку секојдневно вежбање. Значи, за да влеземе во својата природност што повеќе во односу со своето дете, значи бара едно постојано практикување. И кога кон тоа нешто ние ќе влеземе, секојдневно ќе видиме колку многу ќе се подобриме на тој план како родители. Се повеќе и повеќе ќе отфрламе осудата од нашата релација со нашите деца, а се повеќе и повеќе ќе влегуваме во простор на разбирање, во простор на сочувство, во простор на љубов, прво спрема самите себе си и сето тоа ќе го рефлектираме кон нашите деца. И истовремено, значи, во тој однос и нашите деца секојдневно ќе учат, ќе созреваат и ќе стануваат подобри и понапредни личности. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден. Се гледаме.